Кога ќе се споменат иновации и технологија, сите мисли водат кон Кина. Земјата која што буквално ја креира иднината. Ова е нихао посветена токму на нејзе. На иднина која што на нас ни е тешко дури да ја замислиме. Кинеската астронаутка Ван Кјапинг со популарната кинеска народна песна Цветот на јасминот, која ја отсвири на традиционалниот инструмент гуженг на 16 февруари по повод кинеската нова година, приреди несекојдневно искуство. Таа заедно со двајца колеги орбитираше околу Земјата во централната конзола на идната кинеска вселенска станица. Со ракетата Шенжу 13, која во превод значи Божествениот кораб, тројцата астронаути беа испратени во Вселената каде што престојуваа 6 месеци. Мисија која досега најдолго престојувала во Вселената во кинеската вселенска програма. Тие во Вселената завршија бројни задачи, вклучувајќи прошетки во Вселената, експерименти и рачно пресретнување и припојување на товарното летало Тианжу 2. Нејзиниот колега Је Гуангфу се приклучи на вселенското шоу нудејќи уште еден музички перформанс со нула гравитација. На традиционалниот инструмент хулуси ја отсвири кинеската народна песна Бамбусовиот опаш на фениксот на месечината. Командантот на мисијата, 55-годишниот поранешен пилот на борбени авиони, Жај Жиганг, заедно со останатите двајца членови, ја испишаа по новата кинеска вселенска историја. Цели 6 месеци, нивниот работен ден започнуваше во 5 часот и 40 минути по пекиншко време. Потоа следувало лична хигиена и облекување на работните одела. Следно е Wi-Fi конекциите, па време за доручек. Се отпакува опремата и вселенските одела и доаѓа времето за ужина, вообичаено овошје. 13 часот и 30 минути е време за пладневен одмор, пошто следи отпакување на следната тура пакети. Во 22 часот и 30 минути е време за спиење. По 183 дена поминати во Вселената, тројцата астронаути на 16 април се вратија на Земјата. Капсулата атерираше во облакот прашина во пустината Гоби, која е дел од автономната област Натрешна Монголија, а на местото веднаш се упатија хеликоптери и екипи за помош. Пред камерите на кинеската национална телевизија, 45 минути по слетувањето, прв излезе командантот на мисијата и ги поздрави присутните. По него на јавности собрати Ван Кјапинг, која е првата жена од Кина која била на вселенска прошетка. 180天的太空之旅真的很不容易，但是我觉得我们并不孤单，因为我们有习主席新年贺词的真情牵挂，有社会各界的大力支持，还有工程总线的日夜陪伴。此刻我们已经回到了我们祖国的怀抱，真的是很开心，很开心。我也想跟我的女儿说，摘星星的妈妈回来了。 Модерна Кина сериозно влегува во вселенската трка. Годинава се планирани рекордни 6 лансирања за завршување на вселенската станица. Според намерите на кинеската корпорација за вселенска наука и технологија, овие 6 мисии вклучуваат 2 мисии со екипаж, 2 товарни вселенски летала и лансирање на 2 модули со лаборатории. 按照咱们今年的空间站的飞行计划安排，正好是14号乘组和15号乘组，他们实现一个在轨的轮换，那就是意味着神舟14号载人飞船和15号载人飞船，它是同时停靠。 Двата лабораториски модули кои Кина ќе ги лансира оваа година се наречени Вентијан лабораториска капсула 1 и Менгтијан лабораториска капсула 2. Двата модули кои треба да бидат пренесени во Вселената, вкупно тежат над 20 тони. 只要我们把实验舱1发上去，完成转位，然后实验舱2发上去完成转位，这个也就完成了整个气质构型的建成。但是建成完以后呢，这个空间站到底好不好用，或者说到底功能性能正不正常，这个呢我们需要做一个全面的测试。然后基本测试完成以后呢，我们应该就可以宣布我们整个空间站建成并且可以投入运营了。 Вклучувајќи ги и 6 мисии поврзани со ставањето во функција на вселенската станица, Кинеската национална вселенска администрација најави уривање на рекордот со потенцијални 60 лансирања, со кои годинава во Вселената би требало да се испратат преку 140 летала.
Кога на тоа ќе се додадат и лансирањата планирани од приватните компании, а наменети исклучиво за комерцијални цели, станува збор за импозантна бројка. Кога сме кај бројките, Кина лани имала 55 лансирања со кои биле испратени 115 летала во Вселената и 191 метрички тони. Од овие лансирања 41 биле насочени во пониската земјина орбита. Сепак, 2021 година ќе остане запишана во историјата на Кина по извонредниот успех со лансирањето на првиот модул за Вселенската станица и првата независна меѓупланетарна мисија Тианвен-1, која влезе во орбитата на Марс и го спушти роверот Журонг на црвената планета. 24 април беше ден на Вселената во Кина, а кинеските власти добија честитки и признание од претседателката на Меѓународната федерација за астронаука Паскал Еренфройнд. Таа не го криеше своето воодушевување од новата вселенска станица Тиангонг, што во превод значи небеска палата. China's space sector is really developing very successfully, and everybody is impressed about the construction of the Tiangong space station and also with what speed it proceeds. I think that this provides strong inspiration for the young generation worldwide, and in particular also in China. And of course, congratulations for the recent successful 6-month mission and the safe return of the Shenzhou 13 crew, and also congratulations to Wang Yanping as the first Chinese woman ever to conduct a spacewalk. So the International Space University offers actually a team project at our space studies program in the summer 2022, so very soon in Portugal, which is entitled International Cooperation on the Chinese Space Station. And we do that, of course, in cooperation with China, and we hope that this will really contribute to international cooperation's efforts on the Chinese Space Station. Кинеската вселенска програма е почната во 1955 година со одлука на Комунистичката партија. На почетокот програмата се развивала во соработка со експерти од тогашниот Советски сојуз. Првиот кинески сателит, наречен Дongfang Hongjihao, е лансиран во 1970 година. Неговото име во превод значи истокот е црвен. Прв кинес кој полетал во Вселената е Јанг Ли Веј, кој во 2003 година бил лансиран со бродот Шенжу 5. Од позначајните историски датуми се издвојуваат и 2007 година, кога сателит е успешно внесен во орбитата на месечината, а во 2013 роверот Юту успешно се спуштил на месечината. Десетина универзитети во Кина се насочени кон формирање на кадри и спроведување на истражувања за кинеската вселенска програма. Кина поседува 4 космодроми со лансирани платформи и своите услуги сега ги нуди и на развиените европски земји. Новите предизвици на Кина се развивање на систем за мониторинг на астероиди, кои представуваат закана по земјата. Кина планира да испитува и начини за уништување на овие астероиди. Кинески официјални лица веќе најавија дека во 2025 или 2026 година ќе биде лансирано летало кон астероид кој ќе треба да го проучи и да го смени неговиот курс. Вселена последната граница. Ова се патувањата на звездениот брод Ентерпрајз. Беа репликите на капетаните Кирк и Жан-Лук Пикард од популарната серија Звездени патеки. Неколку децении подоцна, се поблиску сме во таква улога, но во реалноста, следно да го слушнеме гласот на капетанот наследник на Жај Жиганг.
Замислете интервју за работа кое што се случува на стадион затоа што има пријавено 30.000 кандидати. Токму од една таква компанија имал привилегија да учи македонецот Игор. Ви раскажуваме неговата инспиративна Huawei приказна. Шенџен или епицентарот на кинеската Силиконска долина е еден од најбрзо растечките градови во светот од 1990 до 2000 година. Тогаш Lonely Planet го прогласува за еден од 10 градови во светот кои што мораа да се посетат. Седиште е на многу мултинационални компании и место каде што се раѓаат неверојатни технолошки достигнувања и развој. Официјално регистрирано население е 12.905.000 жители. Локалната полиција пак вели дека неофицијално се повеќе од 20 милиони, поради непријавените краткорочни жители, посетители и патници. Од оваа милионска бројка во 2015 година, неколку недели беше дел Игор Неделковскиот Велес. Тогаш студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Денес раководител на цел IT сектор во голема македонска компанија. Факултетот со намера го завршува во рекордно време за само 2 години. Во Кина пак заминува сосема случајно. Се работеше за проект организиран и поддржан од компанијата Huawei. Тие имаат традиција секоја година да го одржуваат тој настан. Не знам ние дали бевме прва или втора генерација што отиде во Кина. Се работи за двонеделен студиски престој во Кина, поддржан од компанијата, со тоа што компанијата испраќа барање до универзитетите во Македонија на кои има факултети поврзани со IT и самите факултети предлагаат во случајов двајца најдобри студенти. Јас бев избран како еден од студентите од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола. Процедурата за избор, аплицирање за визи и сето тоа траеше навистина многу кратко и заминавме некаде средината на септември 2015 година за Кина. Со какви очекувања тргна од овде? Па искрен да бидам, моите очекувања гледам дека биле на многу скромно ниво во споредба со тоа што јас таму го видов и тоа што можеше таму да се научи. Знаев дека Кина е една од водечките земји во поглед на ICT технологии, но сепак кога имаш можност да слушаш од нивни искусни предавачи, да работиш лабораториски вежби, да го учиш кинескиот јазик, гледаш дека се работи за премногу сериозен пристап кон нештата. Спомена дека заминуваш таму средина на септември 2015 година. Каде стигнуваш, во кој град на почеток, колку време си таму и што се случува? Како изгледа еден студентски ден во Кина? Така. Значи, програмата беше уште на почетокот добро испланирана и организирана. Од овие 2 недели студентски престој во Кина, првата недела бевме во Пекинг, а втората недела отпатувавме во Шензен. Првата недела во Пекинг, на универзитет во Пекинг, изучувавме кинески јазик, култура, калиграфија, сликање. Пошто на крај на неделата нормално по нивни процедури и правила имаше и тестирање и сертифицирање за научен јазик, колку што може да се научи за толку краток период. Потоа имавме лет до Шензен, седиштето на Huawei, бевме сместени во кампусот на Huawei, што беше во непосредна близина, и таму поминавме една недела во предавања и вежби. Каков е односот, ги спомена менторите и предавачите, каков е нивниот однос кон вас студентите? Па, нивниот однос е на премногу високо ниво, сакаат да ти го доловат целото свое знаење, не те оставаат да некој дел од материјалот да не го поминиш и да не го совладаш, во никој случај посветуваат колку и да е потребно време. Во поглед на наставата и периодот и активностите во текот на денот имавме од прилика 8 до 9 часа предавања, значи полно работно време можем да кажем предавања, баш на универзитетот каде што и другите интернационални студенти се школуваа, изучуваа кинески јазик и соодветните студии. На делот со пракси и практичната настава менторите беа потполно ориентирани, имавме комплетна поддршка од нивна страна, сосем идентичен пристап како и предавачите, така да јас сум изненаден и тука имаме добар однос професори со студенти, но таму сметам дека тоа е на некој врно ниво подобро од тоа, сметам дека и не би можело да биде. А имаше ли нешто што те шокираше кога е прашање технологијата и Кина? Позитивно? Да. Па еве, например, кога бевме во Шензен, имавме можност да ги посетиме изложбените салони на Huawei. Значи, они имаат генерално, има во тој момент 2015 година 2 изложбени салони, F1 и G1.
таму имав можност уште 2015 да видам 5G технологија, значи репетитори, предаватели што функционираат и што тек денес почнуваме да го користиме во 5G. Запознали нови студенти, други студенти од други држави таму? Имали се отвориле нови видици, некакви нови пријателства? Така, значи оваа програма Huawei ја работи во преголем број на земји, така да во моментот кога бевме ние имаше уште една Афричка република, студенти уште од една Афричка република, имавме нормално контакт со нив, ги следевме заедно предавањата со нив, а во меѓувреме и земјата како земја и самата компанија ни овозможи средби со вработени лица во други компании во државата, нешто слично како Канас електростопанство на Македонија, значи компании од тој ранг и размена на искуства помеѓу Македонија и Кина. Нив им беа чудни нашите разгледувања, сваќање и начин на живот, нас не беше нивни очудени така. Сега спомена дека 2015 година таму првпат се среќаваш со 5G, 2022 еве сега се среќаваш овде кај нас во Македонија. Јас знам дека е неспоредлива Кина со Македонија кога е во прашање технологијата. Меѓутоа, на кое ниво се македонските студенти кога е во прашање оваа технологија и иновациите? Па јас можам да кажам дека нашата група од 10 студенти, бидејќи од секој од 5 факултети беа изброени по 20 студенти, нашата група од 10 студенти сметам дека одлично се снајде таму. Веројатно направен добар избор на студенти. Многу лесно се прилагодивме, предавањата, вежбите, сето тоа беше на англиски јазик, тука немаше никаков проблем. Со некој дел од технологиите си имавме запознато, ама само теоретски, тука имавме можност и нешто практично повеќе да видиме и секако голема предност новите производи и размислувањата за иднината од страна на самиот Huawei. Денес работиш како IT раководител во една многу голема македонска компанија. Применуваш ли нешто од тоа што го научи во Кина денес овде? Па да, секако, бидејќи еве да го земеме делот за престојот во Шензен, во седиштето на Huawei, каде што во самата компанија која има 40.000 вработени, имаат и универзитет каде што ги школуваат следните генерации работници во нивната компанија. Имавме можност да извршуваме лабораториски вежби кои поврзуваат IP телефони, значи voice over IP, имавме video on demand, најразлични нови технологии кои денес имаат практична примена во секојдневното работење, значи без разлика дали како домашни корисници дома секој го користи тоа или пак во самите компании. Според она што го виде таму пред 5,5-6 години и она што го гледаш денес овде во Македонија, што ги ни кажеш, каква е иднината кога е во прашање технологијата, што не очекува? Па сега, за да направам јас да дадам добар одговор на ова прашање, веројатно ќе треба да посетам уште еднаш Кина за да видам колку далеко отишле во овој случај. Можеби се стасани на 6G или 7G некои технологии, бидејќи покрај новите нивни производи, они имаат планови за развој, значи 5G не им беше нешто како готов концепт, се уште, но се работи на прототипи, се работи на нови дизајни и решенија и отприлика они ја насочуваат и нината во поглед на развојот на технологијата. Ние тука само сето тоа таму што е изготвено, ние тука само пробуваме и го применуваме. А што е со другите аспекти на Кина? Како ти се допадна културата, луѓето, храната, градовите? Па за мене во поглед на култура беше исто така пријатно изненаден. Насекаде гледаш насмеани лица, значи дефинитивно нема таму, барем од тоа што јас можев да го видам во овие два големи града, немаш воопшто како луѓето да немаат никакви проблеми, иако сигурно со нешто се соочуваат, сепак има насмеани лица по улиците, има врвулица од автомобили, нема нервози помеѓу возачите, многу некако опуштена е атмосферата, значи луѓето си се позитивни, секогаш се сакаат да соработуваат со тебе, посебно ако гледаат дека си дојден од надвор, сакаат и гледаат колку можат да ти помогнат. Во поглед на храната, јас искрено лесно се прилагодив, бидејќи не сум нешто многу пребирлив. Имаат нормално специфична исхрана и специфични јадења. Типот на храна што се служеше и што се приготвуваше во двата града беше различна во поглед на зачинетоста на храната. Во Пекинг имавме позачинета храна, во Шензен немаше толку зачинета храна.
ама пак климата беше поразлична во Шензен, имаме повлажна клима што ретко кој би можел да издржи вака ново дојден, но пополека се прилагодувавме и не беше тоа некој предолг период, сметам дека подлично си се справивме со тоа. Игор, за крај, ние се обидуваме деновиве тој смарт начин на живот да го имплементираме во секојдневното живење. Како изгледа тоа во Кина? Колку е Кина паметна и на колку нивоа? Колку е Кина паметна? Па во моментот кога ние престојувавме таму, сметам дека го има доведено тоа на доста високо ниво, посебно од она што можевме да го видиме во изложбените салони на Huawei, а и не само тоа, и од самите прошетки низ градовите, бидејќи често во вечерните часови имавме можност да прошетаме, колку што имавме енергија и сила, да прошетаме низ центрите и да видиме како и докаде всушност во пракса е отидена технологијата и колку луѓето сето тоа го прифаќаат. И во моментот беше на завидно ниво. Пример, кампусот на Huawei беше комплетно осмислен и покриен во тој дел и секако со развој на новите технологии сега сигурно уште на повисоко ниво. Пак можем да кажем дека ние се тоа на таму што се изготвува, ние тука гледаме некако да го имплементираме и да го користиме. Она што видел и искусил во Кина е резултат на случајност. Но она што денес на своето работно место применува кога е во прашање технологијата е намерно и со цел. Без разлика колку се неспоредливи условите, ресурсите, знаењето. Отворените умови како овој на Игор секогаш гледаат долгорочно на можностите. Можеби и затоа за нив технологијата не е само професија или занимање, туку и животна определба. Најновата технологија која овозможува на луѓето да платат во продавница само со помош на нивното лице, стана реалност во Кина. Во државата каде мобилното и безконтактното плаќање е се почесто, од сега граѓаните можат за купените производи да платат само со погледнување кон машина со камера. Таа со помош на софтвер за препознавање лица ја поврзува нивната банкарска сметка со продавницата и врши дигитален трансфер на пари. Луѓето во Кина веќе не мораат да носат паричник ниту телефон. Софтверот веќе активно се користи во Кина. Alipay, финансискиот партнер на трговскиот гигант Alibaba, веќе има поставено вакви уреди во 100 градови низ Кина. Фирмата предвидува огромен раст во овој сектор и неодамна започна со надградба на системот плати со насмевка, користејќи машина со големина на таблет. Кина има за цел да создаде најмоќен систем за препознавање лица на светот и планира тоа да го направи преку проектот на Министерството за јавна безбедност, кој се развива во соработка со компанија за безбедност, чие седиште се наоѓа во Шангај. Кина инаку веќе има вградено над 170 милиони најсовремени камери за надзор ширум земјата. Целта на таа мрежа е да го идентификува секој од 1,4 милиарди жители во рок од 3 секунди. Само во септември минатата година Кина инсталираше повеќе од 20 милиони безбедносни камери ширум земјата, пишува Daily Mail. Еден од примерите како во Кина овој масовен надзор, опремен со најнапредна вештачка интелигенција и софтвер за препознавање лица, му се спротивставува на криминалот се и високотехнолошките научари за сонце, кои полицијата во централниот дел на Кина ги користи, а се опремени со технологија за препознавање лица, со цел да се откријат осомничените за криминал на железничките станици. Исто така, сообраќајната полиција во Женшен монтира 40 камери за надзор под името RoboCup, за да ги идентификува ликовите на непристојните возачи и да го регулира сообраќајот. Во истиот град на пешачките премини, минувачите веднаш добиваат известување за паричната казна која им следува, штом ги прекршат правилата, а истовремено фотографии и имиња на луѓето кои преминуваат улица на црвено светло се прикажани на големи LED екрани. Иднината несомнено е паметна. Колку побрзо се фатиме за рака со незе, толку полесна ќе ни биде сегашноста. И само така, ќе сватиме дека сме дел од една голема смарт револуција.